Како многу ако имаш мултифункционален хеликоптер, ако имаш резервни делови, ако имаш 5 години гарантирано одржување, а само да знаете дека секоја година се прави ремонт, одnosno одржување кое ти дава лиценца, редовен сервис, кое ти дава лиценца да ти можеш да го користиш авионот следната година да биде под гаранција дека може да лета. Значи јас нема да кажам детали, ако имам информации за детали, не е коректно да ги кажувам тие информации, тоа не е за јавност, но јас многу просто ќе кажам. Прво се прашувам дали Николовски има намера да биде министер за одбрана, па се промовира како таков, ако има намера да биде министер за одбрана, многу лоша промоција му е тоа. Исклучително лоша промоција. За јавноста, тоа што се обидуваат да му пласираат на луѓето сме останале без оружје, па ова било, па она било, еве сега ќе кажам една работа. На неколку пати ги ремонтиравме Ми-17-ките во Израел и не успеавме, едноставно тие се произведени 80-тите години. Луѓе, знаете ли што значи? Еве автомобил возете од 87-ма, 86-та, за кој хеликоптер зборуваме? За 17-ките. Ми-17. Ме возеа. Летав у таков еден. И другата недела, и друга катастрофа, и другата недела ќе паднеше за малце. Истиот тој укоштува. Сакам да кажам 86-та-7 година произведени хеликоптери. Ај возете се во автомобил за 86-та-7. Еве джета од 86-та, добар автомобил за тој период, така? Лада. Ајде возете се во тој. Аналогијата на Мито би бил Лада. Нели? Да. Колку ќе ви треба пари да ги одржувате? Знаете дека мислам дека до крајот на оваа година 24-ките им истекуваат ресурсите, мора да се приземат. Мислам дека 2028 на Ми-17-ките им истекуваат ресурсите. Не можеме више, нема кој лиценци нема да ви ги одржуваат. Кој ќе ви ги одржува? И сега сме купиле нови. А Николовски вели да дадевме 250 милиони на кого? На општините. Зошто? За да може тој бизнис да тера, така? Да ги покраде. Буквално вулгарен и безобразен да бидам. Така е, да, точно. безобразен да бидам да си тера бизнис. Значи, ние имаме во рамките на НАТО и обврски кои сме ги превзеле. Не ни рекол на нас НАТО, вие морате да земете Августа Леонардо хеликоптери. Тие ни рекле, вие со овие спецификации. Вие сте се нафатиле дека треба да имате воздухопловство Винг 1 кој има ескадрила со хеликоптери. И ние викаме да. Ние сме се јавиле дека сакаме тоа, како што сме се јавиле дека сакаме да даеме борбена група. А мојата визија, например, која сум ја размислувал, е дека треба да намалиме од борбени ефективи за НАТО, да предеме можеби во логистички ефективи, посебно во здравствена заштита, за да можеме да таа здравствена заштита ја користиме и во мир за потребите на цивилното население и заштита и спасување. Но тоа во некоја друга емисија можеме подетално да го разгледаме. И сега се вратиме на хеликоптерите. Ако ние имаме обврска да ги имаме тие 8 хеликоптери, една ескадрила, да кажеме. Зарем сме малку, ај пак една тривијалност. Сме ударени у крило, не сме нормални, па ќе купиме борбени. Ќе купиме Апачи. И зашто друго ќе ги употребиме освен за борбени дејства? И колку често ние како армија ќе бидеме во борбени дејства? Ќе ни требали барем за специјалните сили транспорт да направиме, а тој хеликоптер е повеќе функционален. Да, повеќе наменски. Значи тој може да носи, има и нишани внатре, има и за ноќно летање опрема, носи подвесци, има за ракети, за митралези да носи, значи може внатре да се вгради митралез, тој што ќе се транспортира да действува бочно со него. Ама може да се употреби за евакуација во природна непогода, за транспорт, за помош, за спасување. Значи ние не сме пребогата држава и 250 милиони некој ќе ми каже многу. Како многу ако имаш мултифункционален хеликоптер, ако имаш резервни делови, ако имаш 5 години гарантирано одржување, а само да знаете дека секоја година се прави ремонт, одржување кое ти дава лиценца, редовен сервис, кое ти дава лиценца да ти можеш да го користиш авионот следната година да биде под гаранција дека може да лета, односно воздухопловот. Врати се вика тоа, каде не знам. Па што ни правеше поранешниот директор на ДЗС? Намерно не правеше редовно одржување на тракторите, за да може после, кога ќе дојде више со истечени ресурси, за да не ги приземјат, а сред лето е пожари има, тој иде на варијанта да владата му одобри со одлука на влада со непосредно преговарање.
По-коруптивна приказка нема. И колку што се сеќавам, последната таквиот последен обид го спречи буквално Груевски и каже доста е више. Да не фаќаш неколку години на такви штосови, а да сме, што се вели, узор, нека се запалат сите шумити, нема да добиеш можност за такво, и го префрли на владата. Тогаш беше Емил Димитриев премиер. За сите 37 воздухоплови кои ги имаше Македонија се направи целокупен тендер за одржување, односно за редовен сервис, што се вели, продолжување на летањето. Така што набавката на хеликоптерите за мене е дури и ефтина работа. Ако ги пресметаме, испаѓа дека негде по 3-40 милиони излегува за еден, а инаку покрај тоа што ќе добиеме и обука на персонал, што ќе добиеме и резервни делови, ќе добиеме и тренажер. Само тренажерот колку е скап. А сигурно, тоа не можам со сигурност да го тврдам, но претпоставувам дека со него ќе дојде и соодветно вооружување кое треба да дојде со хеликоптерите, па можеби и муниција да дојде. Не знам како е тоа изрегулирано, затоа што знам дека, например, може да и нема. Не сум сигурен во ова што го кажувам сега, затоа што знам дека со оклопните транспортери кои ги набавувавме страјкерите, вооружувањето беше дополнително и беше на нас да одлучиме какво вооружување сакаме да ставиме, односно армијата кажуваше каква потреба од тип на вооружување со домет, со ефикасност и така натаму има. Така што нема никаков збор тука. Ова не сакам да биде сватено како политичка одбрана на СДС. Не, ова е од интерес на државата. Еднаш да се научиме дека има интерес на државата и политичко прашање. Така е. Јас не сум на политичката страна на СДС воопшто. Ама не можам да критикувам набавка на воена техника после 30 години прв пат. Современа војна опрема е тоа. Така е. Ние дури за набавка на се развика. Па се нервирам таа. Дури за набавка на ова што и другото што сме го дале дури и на Украина, што сме се ослободиле од нешто. Жив трошок бил. Тоа беше за тенковите ми кажавте пред емисија, уште тој мораме да... замислете, ние имавме оклопен батальон Т-72. Добро. И се дигна галама, се разоружа македонската армија и им даде на украинците. Сега кажете ми, кога русите ги блокираа сите лиценци за одржување на нивна војна техника, има ли друга држава освен Украина која може да ти одржува таков тип на техника од руско производство? Нема. Може да Казахстан, ама тешко. Дали украинците ќе војат ресурси и ќе пратат експерти и ние треба да платиме за 72-ките да ни ги одржуваат? За да стојат у ливада? За да не може да запалат? Колку од тенковите беа качени на влечни возови со сајла, со чекрк, влечени, зашто не можеа сами да се качат? Колку од оклопните транспортери кои лежеа на нива и дел од нив беа БТР-70, колку се стари тие БТР-70? Па подобар ефект беше да се дадат на Украина, си ги ремонтираат, да си ги употребат за нивна потреба, бидејќи се луѓето во зорд, во војна се. И како НАТО земја членка се ослободивме од вишок на вооружување, си набавивме такво вооружување за кое деклариравме дека треба да дадеме. Затоа што НАТО, ви знаете како ви функционира НАТО? Тоа замислите го како еден круг поделен на 31 дел. И ти велат во НАТО, ти во овој твојот дел, пошто по големината на земјата нашиот не е толкав дел, него е толкав дел. Ти вели што можеш да дадеш? И ние кажуваме тоа, добро? Затоа што си рекол тоа да дадеш, ти треба да оствариш толкава огнена моќ, ако е борбена единица, ако е логистичка единица, да оствариш толкав капацитет на снабдување, на лекари, на, не знам, техничка поддршка и така натаму, и ти согласно тоа набавуваш. Добра е идејата да во рамките на таквите набавки може дел од војната опрема со време на која се набавува да се користи за цивилни потреби. И тоа е добра работа, бидејќи немаме ние толку пари да купиме 8 борбени и 8 транспортни хеликоптери. Значи, знаете колку пари се тоа? И сигурен сум и убеден сум дека долго трајале тие разговорите околу таа работа и да не навлегуваме во детали околу таа работа. Мислам дека доволно објаснивме во некоја можеби друга емисија. А и требаат ли на Македонија општо тенкови?
као терен, дали Не, видите сега, тенковите може да се употребат. Сега зашто? Ние сме обкружени со земји членки на НАТО, така? На Косово сме ние. Не збориме ние за добро, и моменталниот тоа. за моменталниот политички и тоа е веројатно дел од одговорот. Не, во чисто концептот како на НАТО ти мора да влезе. Не збориме ние за концепт на А НАТО. што ви треба заради обука? Не, сега друго сакам да прашам. Да? Дали на Македонија конфигурацијата на теренот, според конфигурација на терен, е потребно да имаме тенкови? Значи не правиме дали постои НАТО, не постои ајде го НАТО. исклучуваме НАТО на страна, Претежно планинска да земја. сме сами, да сме неутрални, тоа ќе треба да имаме многу поголема војска, да служиме војска и да имаме и оклопни единици. Зошто? Затоа што имаш правци кај што може да се употребат оклопни единици. Еве, од север, например, тоа ти е правецот на Прешевска повија, така наречена, и Жеглиговско поле. Кумановскиот правец, значи до Скопје, до Жеглиговско и Скопско поле се врзани. Од кога ќе тргнете од границата Бановце до Скопје, имате ли запреки, имате ли големи ридови планини и така натаму? Од една страна ви е Скопска Црна Гора, значи западно, источно ви е Козјак, кој е далеко од Куманово, нели? И вие можете да влезете до Таорска клисура, можете да употребите оклопни единици во полн борбен строј да ги развиете без проблем. Нема што да го спречи. Тие каналите кај Илинден, кај Мралино, кај тоа се поминувате, се мали канали, тоа со тенк носач на мост ќе ти пушти еден мост преку и ќе го совладаш. Значи, маневарско е земјиштето, употребливо е за тенкови. Од југ, ако земеме, од Гевгелија до Миравци, е равно, така, до Демиркапија. Влезот во Демиркаписка клисура. Пелагонија исто е маневарска, употреблива е на широк фронт е употреблива и за употреба до Прилеп. Значи, можете да употребите до Плетвар, може да употребите нели оклопни единици. Доле Струмичко поле од кај Ново село исто така. Значи да заокружиме целата војна географија на државата. После Крива Паланка го имате Славишко поле. Криворечкиот правец погоден за употреба. Го имате Овче поле, погоден за употреба на тенкови. Брегалничкиот правец од Кочани, односно од Истибања, наваму е употреблив за оклопни единици, без проблем. Освен овој западниот дел, тето Западниот дел, освен Полок, и горен и долен Полок, има проблем за употреба. Канализирани се правци. Ти може да поминеш со тенкови, ама си канализиран. И тенкот како борбено средство има своја улога. Без збор има своја улога во борбените действија. Но, да, ако се вратиме на НАТО, имаме ние своја улога во НАТО, која треба да си ја гледаме согласно нашите способности и финансиски и економски. Знаете што значи да одржуваш една оклопна единица? Ако си така сам надвор од НАТО, со потенцијални агресори, да кажеме, ние минимум оклопна бригада една мора да одржуваме, тоа се преку 100 тенка. И не се 100 тенка како тенкови, тоа никој не може да го гледаш тенк како тенк, не е тој сам за себе. Тој мора да има и логистика позади себе, мора да има ремонтни центри. Како ќе го одржуваш? Колку пари би чинало од прилика 100 тенка? Многу. Немам представа сега колку уопшто во моментов се тенковите, ама многу пари ќе чинат. Што значи дека ние не верувам на дека некој начин современ заштедивме пари со тоа што влеговме во НАТО. Како не многу сме заштедили. Ние не можеме, па само од заштита на воздушниот простор имаме заштедено, да кажем. Ние сме под заштита на воздушниот простор на Грција во прв план, во втор план Италија. И они трошат керозин. Па трошат керозин, трошат многу ресурси. Да. Ние имаме радарски систем кој и покрај тоа што воздухопловно не го контролираат небото и како територијална противвоздушна одбрана која ние ја немаме, тоа се ракети со домет над 4 километри, значи по 10, по 12 километри, значи ќе да действуваат високо. Ние немаме такви средства. Ние имаме но имаме нарачано. Не, тоа се трупно ПВО, од Мистралот е за до 3,5 километри, тоа е за заштита на единиците. И тој ПВО систем се движи таму каде што е единицата. А другото си го преземаат сојузниците. Замислите колку пари ќе ви требаат вие да имате ловачко-бомбардерска авиација таква. Знаете,
барем една полуескадрила, да кажеме, од 4 или 6 авиони да имате, што не е ништо. А тие мора да бидат наведувани и од земја, плюс мора да имаат и ракетен систем кој ќе штити на високо ниво. И се тоа скапа. Војната опрема е генерално и вооружувањето скапо, а и тоа зборуваме за основната опрема да се купи, каде е одржување, каде е обука на персонал.